Читаш списанија за здрав начин на живот. На првата страница ти викат: здраво е да се јаде лук, компир, брокула, пашканат, соја марула, грашак, граф, боранија, конзумирајте повеќе. Користете соја место месо. Во другиот број од истото списание ти викат: сојата не е здрава. Чекај, нели здрава е? Не, прати малце. Сојата содржи флавоноиди кои предизвикуваат лачење на женски хормони. И ако вечераш соја како Славчо, можеш да се разбудиш како Силвана. А што да јадам? Еднаш велите едно, еднаш друго. Значи по карактер си многу нервозен, импулсивен и според најновите истражувања подложен си на чести проливи несоница, мачки на кашлица, песок во мокрача, камен во бубрек и вода во коле. Пази се. Откај знаете? А сигурно имаш и 6 какариес. Леле да, како да се хранам? Значи фино лепо ти е објаснето. Земај појќе цинк, магнезиум и калиум, намали јаглехидрати. С големи протеини, брат. Не јади меса. Не пи млеко со заситени масти. Избегнувај се што е со шеќер и внесви појќе витамини. Какви? Основни. Какви? А, Б, С, Д. А, да. И омега-3 во комбинација со стршо дајкула. За повеќе информации прочитајте го упатството. На следната страна од списанието имаш недостиг на калиум, на следната кардиовежби, на следната тумор маркери. И со едно читање на списание за здравје, сваќаш дека си хипохондрик. Од се си болена, од ништо не си. Толку се пишат статии за здрава храна, што појќе никој не знае што е здраво. То пак е индикатор дека се е нездраво. Да се соберат нутриционисти од цел свет, вегетаријанци, вегани, слаби, дебели, макробиотичари, астматичари, манекени, билдери, фрутаријанци, французи, микробиолози, германци и да отворат дебата уз кафе и цигари, шо е здрава храна, а шо не, тој ќе биде исто пеколно ко самитот за безбедност на Обединетите нации. Најтешка категорија од нив се сентиментални вегетаријанци. Седвиш в петок в паб. За мене големо точено и една порција пилешки прсти. Шо бе, Тању, шо плачиш? Го имаш гледано документарецот со фабрики на запилиња во Америка? Е заради такви ко вас, шо сакетумо да си поминат викендов? Страдат милиарди мали пиленца. Одма ти иде да повратиш, да седнеш во ќошот ко сираче и да паднеш во тешка депресија. Не знам зошто од каснав од пилешкото и го слушнав ова, имам грижа на совест ко да сум бил на пикник со Хитлер и ко да сум се смеел на вицој со евреи. И не само што се редовни конзументи на вакви списанија, некои апсолутно вервет во се што се пишит во нив. Ако имаш мачнини за време на бременоста ќе родиш гени, така велат научниците. Леле, докторе, не знам што да правам. Цела недела немам ниту повратено, нити прднато. Ич не ми е мачно. Е па шо? Како шо? Ке ми оглупи детево. Мачката може да ви донеси тумор на мозокот. О, полека. Значи, она малоно топче од крзно, што му давам топло млекце секој ден, е смртоносно ко сол во јадење на интерно? Значи, поубо дома место маче кобра да чуваме. Научниците велат високите жени имат поголеми проблеми во кариерата. Елена, шо правиш секој ден со метрото? Еба не е фе. Секој ден сум повисока и повисока. Знаев дека тоа ми се комплицира животот. Еве, пиши овде во списаниево. Ви немој така, татич. Манекенка си, висока си, уба си. Да си манекенка не е само да си висока и да си уба. Знаеш колку треба да имаш талент. 3 години ти требат за да научиш правилно право да оиш. И после уште 3 за да завртиш и да се вратиш назад. И сега сум повисока сантиметар и пол. Џабе беш бањето. Све треба од почеток да правам. Мајку му. Да си модел било исто ко да се запишиш на постдипломски, бе.
Карактерот ја дефинира дебелината. Најновото истражување на учениците вели дека Лицата кои се импулсивни, имаат надпреварувачки дух, имаат поголеми шанси да станат дебели. а узато Џоковиќ ми беше некако ко попраен на Вимбелдон. Шо ти е късмет? Таман успеа детето, сега ќе се здебелит. На некој престиж им е да се хранат здраво. Ние дома многу внимаваме на исхраната. Многу. Јас рецимо многу сакам да готвам. Иако до прететна година не знаев ни супа да сварам. За се треба љубов. За се. Добро, за некои работи покрај љубов треба и запршка да знаеш да направиш, без да се попариш. А дали спортувате? Не, како што се гледа по мене. Ќе излажам ако речам дека немам време. Едноставно, јас сум од оние кои не сакаат да се потат. Добро, а имаш слушнато за чудата на 20 век наречени капење со сапун, дезодоранс, стики бикче? Добро пливање рецимо сакам. Ама во базени кој знаат какви се бактерии немат. Ама ако гледаш така, материјата исто така кружи во природава и во воздухот што го дишиш може да имат остатоци од анален отвор на некој археоптерикс. Биди среќна ако по 10.000 години од сега си дел од составот на банана сплит во некоја сладкарница. Затоа што многумина ќе влезат во карбонски состав на цевки за канализација. Не може да запри циклусот на животов зашто на некој го мрзи да постои. Позитивно е што хигиената е половина здравје. Ако ништо друго, барем едно капење дневно можеме да си дозволиме. Поубо пола здрав, отколку малце не здрав. Bum 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 bum.